Становска 8. Јована Летковска 8 одделение. Гордана Мацкова одделенски наставник. Стефан Петковски 7 одделение. Димитар Аспаровски 7 одделение. Марија Трајковска 9 одделение. Диана Мацкова 9 одделение. Лина Цветановска 7 одделение. И? Елена Бошковска Крстевска односи со јавност на градоначалникот. Значи, веројатно што ми има односи со јавност на градоначалникот, веројатно и вашата фејсбук страна ќе биде евидентирана овој настав. Океј, ученици, како се договаравме, идеме со прашања и одговори од градоначалникот. Кој прв? Повели? Поради заведениот воздух има многу непријатни изгледи. Кои поставки вие ќе ги искористите за да се реши овој проблем? Чи конкретни мерки очекувате, така? Добро. Дали може вака... Да, во прашање се со... Океј. Ова и двете прашања се во однос на животната средина, на чистиот воздух и секако она што ги имаме како проблем, миризбата, чувството на киселост во самиот воздух, невидливоста, PM частичките присутни кои што се во околината и така натаму и кои се мерките. Јас сам ќе споделам една информација, иако мислам дека имате ваша возраст кој што може да го разберете како проблем кој што е проблем воопшто за Скопје како општина, не само за Гацилова. Кои се причинителите? Секој пат се тргнува од тоа што е причина за да може да се појави нечист воздух или да се чувствува дека некоја непријатна работа. Секој пат почнува проблемот со чистиот воздух во Скопје кога почнува зимската сезона за грејење. 15 октомври, 15 април, секој пат добиваме ваквото чувство. Ние направивме едно истражување во општина Газиево минатата година и дојдовме до фрапантни податоци. Зборам само за нашата општина. Значи имаме топловодно грејење во автокоманда во Железара во други населени места, имаме дел од гасифицирани фабрики кои што работат на природен газ, кои што не би требало да влие воопшто на чистиот воздух. Арно, целата таа приказка која што ги издвоивме индустријските капацитети, домашните ложишта, старите автомобили, уништувањето на зелениот појас, на Скопска Црна Гора сечењето на шумата и така натаму, дојдовме до состојба каде утврдивме дека домашните ложишта, зборам за општина Газиево, и старите автомобили се приоритет како проблем во секое можно ниво. И секако, дел од автокоманда, Триангла, Маџари, Хиподром, од оваа страна, и би рекол и Карабиница, од другата страна Лисиче и аеродром, во Скопската котлина се на најниска географска точка и се чувствува и таа миризба, и тој смог, и PM частичките и така натаму, без разлика дали од едната или другата страна. Секако и злоупотребата на дивите депони и луѓето кои што работат на собирање на отпад, а најчесто го злоупотребуваат тоа заради палење на старите гуми или да извадат метал од железо, жици и останати работи, го палат и нема своје живеалиште и тоа ни е еден од поголемите проблеми. Што сме преземале? Најбитната работа е тоа што овде ви говорам за прашањето. Значи, ова е голем предизвик за секој градоначалник и за секоја општина. Би рекол и уопште за државата. Една од алатките кои што мора да ги користиме се следниве. Почнав од која е причината. Че ние имаме некако 70.000 домаќинства, 70.000 жители, околу 24 домаќинства во општина Газиево. Полу тие се греат на дрва, али посебно во градските населени места. Додолуваме субвенции за пелети, печки на пелети и други грејни тела. Сега инвентори дополнително ќе заедно со владата ќе издвоиме по 1000 евра домаќинство за замена за дрвата и за сите останати грејни, би рекол, елементи кои што ги користат за грејењето, со цел да ги намали им частичките и загадувањето на човекот. Втората работа, издвоивме посебен дел на буџет, каде што во основните училишта, сите 11, не само за Стив Наумов, Игор Приличев, Кирил и Методи, Веројосич, Наумовски Борчев, Стив Наумов, 25 мај, Њеваш, Веројосич, сме со цел оваа година 30.000 метри земна површина да позелениме и да насадиме нови дрвца. Дополнително во школскиот дворик, затоа што е нашата тоа надлежност
И оние улици кои што ми се многу битни, кои што се протегаат во општина Газивала, се ударните места како булеварот, еве, овде е Александар Македонски, збориме за автокоманда, и збориме за Јани Лубровски, Лазар Буртајков и како главни фреквентни улици, каде што таму сега има градби од згради кои што се прават и така натаму. Има проблем со станително толи околу делот каде се паркираат и дополнително и другите возила кои што доаѓаат од другите населени места или градови, па се паркираат најчесто во автокоманда и тоа дополнително. Таму сакаме да направиме посебен режим на дел да се паркираат исклучиво луѓето кои што живеат, значи зонско паркирање да биде, еднонасочен смер на улиците кои што се со цел да трака да може да биде за паркирање, другата за возење и безбедност и на пешаците и на возилата. На сите училишта и деси градинки во зимските услови има обезбеден пријемен прочистувачи на воздух, особено на детските градинки и на сите клопи. Ама не е тоа доволно. Ќе кажам уште една работа која што како општина го изработивме основниот проект за гасификацијата на домаќинства кои што во овој момент не се греат ниту на топлинска енергија, ниту имаат можност некој друг на дрва се или на струја најчесто. Гасната термоцентрала и приклучок се наоѓа долно до заобиколницата во градот Скопје, према стариот пат за Чиново. И во постапка сме од наредната година да веќе почнуваме да ги приклучуваме и останатите, за да може да се приклучат и домаќинства и школи и згради со единствена цел. Повеќе да се затоплуваат на топлинска енергија, а помалку на дрва. И за месец ноември, во последно, може би уште многу работи да кажеме, дека планираме делот на паркот шумата Газивала и падините на Скопска Црна Гора на потегот помеѓу селото Брњарци и Страчинци, може не ги се познати, имавме два големи пожари во текот на летово и планираме таму во тој дел да засадиме нови багренови насади, бидејќи багремот како дрво брзо се запаќа во есенските делови, брзо расте. Имаме, значи, дополнителен производ од кислород и заштита на ерозивните подршја, бидејќи таа гола планина при секој дожд, а и поплавите 2016 година, тоа го докажа дека ерозивните подршја се еден од или нерешените соударици. Дали имате дополнителни прашања или подпрашања врска со миризбата? И да кажам дека дополнително мораме да введуваме и дел на репресивни казни за тие чичковци или постари луѓе или компании кои што не ги спроведуваат мерките, ако има дозвола интегрирана во фабриките, како што беше арчибедал пред месец, денес заради излевање на киселина во колекторскиот систем, фабриката е затворена, изречени се казни и додека не се предузмат сите неопходни превентивни мерки не може да проработи. И на идеја сме заедно со 9 општини кои што фигурираат во градот Скопје, од наредната недела, бидејќи доволен број на кадри, зборам како комунални редари инспектори немаме, им дадеме поголемо властување во смисла на комунална инспекција, односно полиција, каде што ќе имаат можност да легитимираат, да казнуваат, да одземат предмети и возила, ако се затекнат во делот на загадувањето во било која општина и ќе работат 24 часа на подрачјето на градот Скопје. Една од превентивните, ова е превентивна мерка, али секако и предупредување дека нема да оставиме терно да биде така. Значи на работилницата децата самите констатира дека чувствуваат непријатна миризба, а се сомневаат дека не само домакинствата и сообраќајот, туку и фабриките можеби не користат филтри и имаат замолница да навистина превземете мерки за да им обезбедиме права на чист воздух и здрава животна средина. И тоа беше конкретно нивно барање и очекуваат заветување од вас дека во вашиот мандат ќе се заветите да им ја подобрите состојбата со здравата животна средина и чист воздух. Мене ми е тоа обврска не како ветување, него како обврска гореначалник, заедно со службите кои што работат во секторот за животна средина, секојдневно ги контролираме фабриките. Ама верувајте, кога ќе се појави инспекција или кога се појави контрола, секој пат и филтрите се уклучени, работат и ние од формален правен аспект никој пат не сме можеле, дури сме ги повикувале и од инспекторатот од градот Скопје и од Министерството за животна средина и не сме имале недостатоци во смисла, пошто имаат само два индустријски капацитета
во железара од бившиот комплекс, тоа се Макстил и Чиометал кои што работат во делот на тешката индустрија. Сите други се производствени погони. Значи таму има лесна и незагадувачка индустрија која што не може дополнително да загадува. Тие се два. И во делот на филтрите, и во делот на производствените работи. Или се случува во околината на железара, или во околината воопшто на Скопје, па ржата на ветрови го носи кај што е најчувствително, да речем, и чувството на тој мирис. И секако дека дополнително сакаме во градот Скопје, кој што го планираме како ТРО, односно тоа е дрон кој што има повеќе наменски можности, да го користиме за лоцирање, детектирање на изворите на жаришта во зимските периоди, каде што тешко се справуваме пред малку со логистичката сила и со луѓе, за да можеме и техниката да ја вклучиме, да најдеме кој е изворот и колку се пием частички, дали тоа сулфуро, дали се пием 10, дали е тоа јаглерен моноксид или било што. Значи се што е штетно да знаеме дали е од фабрика, дали е од домашно ложиште, дали е од автомобили на раскрзницата или било како. Значи тоа ќе го употребиме со цел да ги имаме веднаш свежа информација, а од тука произлегуваат и мерки активности каде што ќе за подобрување на животот. А тоа беше едно од прашањето, кои мерки ќе преземете, веројатно дали имате доволно мерни станици за да ги детектирате и загадувачите и вистинската состојба на PM2,5 и 10, оној кој што е во дозволените рамки. Значи во општина Газивова и воопшто мерните станици се надлежност на Министерството за животна средина. Значи општините не располагаат. Ние имаме уште една дополнителна станица за мерење, тоа е во детската градинка во Железара, во непосредно на фабриката. Едната е во паркот шумата Газивова, како мерна станица која што ги мери делот околу факултетот и комплексот Железара и Тојел. Ние имаме дополнителни мерки направени. Користиме референтни лаборатории со подвижни станици и мерки. Што значи тоа во превод? Значи во овој период кој што следи до април месец, почнувајќи од Железара, автокоманда и така натаму, имаме мобилни лаборатории кои што ги мерат сите соединенија и ги имаме листингот на можните загадувачи, пример во Ченто, во делот на Маџари 1, во кај пазарачната амбуланта и така натаму, на секои 3 до 4 дена. Значи тие се мобилни и лоцирани. Тоа ни е за да ги видиме повторно на микропланови каде се можните причинители и каде се извориштата на загадувањето. Океј, следно прашање, кој беше? Кој? Многу луѓе во општината се преплашени од кучињата скитници. Што можете вие да предземете за овој проблем? Кучињата скитници предизвика и на градот, општината заедно, значи со градот, ние немаме како општина. Тоа е во надлежност на градот Скопје и на јавното предпријатие Лајка, кој што е сместено во Вардариште како зона или како населено место, каде што на хуман третман сите кучиња скитници се собираат, се евидентираат, се кастрираат и после 7 дена според законот тие се пуштаат надвор во непосредната околина. Имаме и класични злоупотреби од другите градови и жители, каде што и од населени места, каде што или ги носат према градовите, и во делот на ова имаме веќе сериозно да речем внимание на овој проблем кој што со право истакнувате не само во автокоманда и во другите населени места. Планираме и предложиме да сека од општините си направи свој хуман третман, односно да предвидат кучкарници за сите своји миленица, сека од општините во градот Скопје. Не може само Вардариште да биде единственото место, почнувајќи од Матка или на влезот на Скопје од Ѓорче Петров, до излезот до Илинден или до Визбегово и од друга страна на Драчево. Тоа е голема територија. Секој законската мерка дека луѓето што ги чуваат миленичињата ќе треба да бидат грижени, да ги пуштаат надвор, пошто со тек на години тие се размножуваат и некако се дуплираат, ако не се кастрираат, и ако немаме хуман третман од целата работа. Значи сакаме со еден збор да превенираме и да си преземеме одговорност за наредната година да си направиме нови, каде што ќе можеме да ги изгрижиме, а секако ќе побараме тука помош и од невладините организации, издруженија на граѓани и миленици кои што сакаат да чуваат, да згрижат, да дојдат, да поземат и така натаму. Учениците имаат за вас еден конкретен предлог. Повеќе. Во врска со кучињата скитници, тие може да се вдома, но најпрво тие
ветеринар да се однесат и некако сега да ги доми чисти и здрави. И како предлог тоа мислам дека Одличен предлог. Јас наисто сме да речем ниво моделот на размислувањето како и креативната идеја. Значи во рамките на стационарот Вардариште, значи постои ветеринар, инженер, доктор кој што се грижи за здравјето и за безбедноста на кучињата. Али тоа е само временска работа. Ова е дополнително, ја мислам дека и би го предложил како мерка, каде што би се одделиле здравите млади домашни миличи, кои што претходно ќе бидат прегледани, третирани и сите со еден јавен апел за хуман третман и за чување дома во нивните дворови, станови и така натаму, кои што ќе сакаат да биде нормално. Единствената замолница е дека од денот кој ќе го земат тоа милиш, ќе треба на хуман начин да го третираат и да внимаваат како најнормална работа кој што и ние домашни миличи ги чуваме и ги пазиме. Дали имате други прашања? Повеќе. Моја идеја, јас мислам дека треба да направиме Facebook страница и да ги сликаме животните и кучињата и може така да ги готуват луѓето што имаат Facebook страница и да ги чуваат. Тоа може да биде посебна страница направена само за животните и кога разговараме, значи почнувајќи од она, јас би можел да го наречам еден обичен регистар, да кажам, како регистар на милничиња, кои што се невдомени, кои што се наоѓаат во различните населени места, да се сликаат и да се видат во каква состојба се, со претходно мислење на ветеринарот, кој што, како идеја е прифатлив тоа решение. Дали ќе биде на Вардариште или ние, тоа ќе го обезбедиме на друга локација, тие да бидат сместени и прегледани, да се гарантира дека тоа. И мислам дека е подобро да ги споделуваме што повеќе бараме. Значи решението е токму од граѓаните. Ова што сега го предлагаме. И повторно се враќаме кај нив. Значи апелираме на поголема свесност, разбирање и помош на тие што можат да помогнат целата таа работа. Тие ако не се грижат за своето миличе, најчесто го пуштаат од немање на храна, немање на внимание, услови и така натаму, па затоа ги замолуваме некои што имаат можност тоа да го направат во спротивно да не останат на улица, да не ги имаме вакви видливите проблеми кои што се секојдневни. Имате ли некои други предлози? Повелете. Јас сум Диана и ние имаме неколку барања во врска со училиштето. Јас ќе го кажам првото, моите соученици ќе ме надополнат. Првото барање ни е да имаме забавен парк во училиштето, каде што ќе можат помалите деца да се забавуваат и да играат во него. Добро. Прес како ме пратевте, реков дека ни престои озеленување на околу 30.000 метри земен површина во основните училишта и градинки. Нема да биде тоа класично само озеленување, него поставување на урбана опрема, кој што ќе треба да биде составен дел на училиштата и градинките, нормално и забава на дечињата, без разлика дали се во школите или во градинките. Таму, значи, во сите 11 училишта и 2 детски градинки, без разлика на 39 коловнови, мора да имаат игралиште и реквизити кои што ќе се забавуваат. Значи во слободното време, клупи за седење и канти за джебен дел и материјал кој што Данес слушајте, за кратко време самите ученици детектираа неколку проблеми во нивното училиште. Ајде наведете ги одеднаш сите за да дадете еден одговор. Нема врата во женската пресвекувална. Како? Нема врата во женската пресвекувална и нема приватност. Понатаму? Тоалетите се во многу лоша состојба. Добро. Во школскиот двор има искрешено стакло и децата може многу лесно да се повредат. Добро. Клупите и курпите за отпадоци како во училиштето, така и во општината се искршени. И осветлувањето околу училиштето не е доволно. И немаме добар интернет во училиштето. Добро. Тоа се условите, така? За тоа зборуваме. Значи, градоначалникот и вие сте на медицинското место и да ги поставите прашањата и да ги добиете одговорите. Значи, ќе почнеме со делот на интернет, постојаното прашање. Значи, сега низ општина Газиево се поставуваат оптички кабли во сите населени места за подобрување на интернет мрежите, од една страна и од друга страна да телефонски, висички кабли и бандери веќе ги снема и бидат минати. Значи, тоа е едната технологија која што ја планираме со операторите. Автокоманда е веќе завршена. Остатка сега се мрежуваат каблите и полека ќе
ќе се подобри квалитетот на интернетот, зашто тоа не е веќе една алатка. Кога сме кај урбаните опрема, зборам за клупи, за канти и така натаму, значи ние сме единствена општина што сами ги производиме, не ги купуваме. Значи имаме јавно комунално предпријатие, каде што ги поставаме низ цела општина. Арно има секој пат А или нешто запрека после тоа. И да ги поставиме, најчесто вандализмот и не хуманото грижење на луѓето до околината го прават тие да бидат скршени. На кого му смета клупата за 2 дена да биде поставена и да биде скршена. На кого му треба она што е канта за отпадоци во училишниот двор поставена во Чичковци од јавно комунално предпријатие и донирана од фабриките за лим, ние ги производиме исто така кантите и брендирани се, пише општина Газива, да нема за 24 часа, да биде уништени така. Тука сега се наметнува свеста кај вас, кај младите и вашите другачиња, каде што ќе треба да обрнеме внимание и да се грижиме за сето тоа што ќе го поставиме ние како поводрасни и одговорни за ваква работа. Свеста за чувањето на сето тоа што инвентар, како во училиштето, така во училишниот двор и во непосредната околина е наше. Тоа се од нашите пари, од вашите татковци, од нашите жители и останалите работи. Значи, мора да апелираме дека таквиот вандализам е непримерен и треба да се минимизира. Како тоа ќе го направиме? Или со патроли еко кои што вие може да ги направите, јас предлагам, значи кога веќе сте слободни на училиште, во делот на другиот временски период кога имаме комунални инспектори редери кои што ќе увидат дека некој пали контейнер, фрламе соодветно место, ги казнуваме. Ама не можете вие да ставите еден комунален инспектор на еден граѓанин. Значи мора да ставиме видеокамери и техниката, повторно ќе употребиме, дека мора да употребиме да докажеме дека навистина некој несовесно се однесува, прави некакви дела и дека таквите влијаат лошо и на околината. Секако дека осветлувањето е еден од да речем видливите работи кои што се гледа посебно во вечерните часови. Автокоманда е добро за сега во однос на другите населени места кои што паѓа напонот и нашата цел е добро. Општина Газива има околу 7560 селишни места кои што се под нејзина надлежност, без училишните, без светлата што се на главните буливари кои што припаѓаат на градот Скопје. Ама и за едните и другите, и најновиот тренд и нашите пресметки покажуваат дека замената во LED диодни светилки кои што се штедливи и со бела светлина заштедуваат околу 60 до 70% од сегашните натурални сјалици, би била една од адекватните решенија кои што планираме да ги градиме. Да поставиме нови линии кај што нема, да ги замениме старите, бидејќи веќе истекуваат 10 години од кога што се поставени, веќе гаранцијата за таквото улично осветлување нема долго да трае. Значи ние секој мора тоа да го направиме и би наметнале, би рекол, на едно уште пософистицирано решение каде што секоја од светилките ќе има свое уредување лично и вклучен во еден систем. Тоа представува можност за зголемување и намалување на светлината кога е потребно, како потенциометар. Тоа работа може во светилки да се барат посебни делови кои што се замерење на животна средина, кои што рековме, како извор на загадување и во моментална ситуација да ги имате како информација, значи да ја регистрират. Истовремено може да биде под видео надзор на бидните места на раскрсниците, на влезните на училиштата заради безбедноста во делот на сообраќајот, зашто единствено само така може да има еден интегриран систем како паметен град или паметна општина или населба каде што осветлувањето и другите параметри може да бидат закружени во еден поголем систем кој што ќе има повеќе мултифункционални работи. Дали имате други прашања? Следно јас би сакала да поставам прашање во врска со бездомните луѓе кои ги имаме во нашата општина. Значи во нашата општина имаме многу бездомни луѓе кои вклучуваат и деца, млади, адолесценти. Дали има некои мерки кои вие планирате да ги превземете во врска со ова прашање? Да, видите се на раскрсниците и на булеварите има и бездомни постали лица и малолетни. Значи имаме регистар на десетици такви луѓе кои што надлежноста припаѓа на Министерството за труд и социјална политика и они имаат надлежност, право и обврска исти да бидат сместени и
Нивното смештувалиште е во делот на Чичино село во Сарај и во Рамка Милановиќ за дечињата кои што се деца без родители до 18 години. Ама најчесто има и злоупотреба на такви дечиња. И таквите родители би рекол несвесни, живеат и во другите општини, како што се Шутово, Ризари и другите социјални населени места или населби, потекнуваат од ромската националност и тие се првите жртви кои што или питачат, или се несоодветно третирани и ние покушавме на неколку наврати, посебно беа сместени овде во салата спортска кој што имаме и во студентскиот дом Стив Новов кој што одма позади самата општина. Значи мора да имате предвид дека само може инспекторот од Министерството за животна средина, нашите луѓе кои што се задолжени за таа проблематика, нивната добра волја за да може да ги оцелиме и да имаат хуман третман. Ама тие не се навикнати од искуството ова е, еден сосема друг се обратен искуствен дел ќе ви кажам. За една недела они цивилизираниот свет не го препознаваат, повторно се враќаат на улица. Значи, нудењето на стан, нудењето на услуги и останати работи го прифаќаат само или во некаков зимски период најчесто и веднаш после тоа повторно тоа што го работеле, повторно го работат, питачат, собираат хартија, живеат еве во врадариште во еден дел или во напуштени куќи или останати работи каде што едноставно е невозможно да ги пратите. И најчесто и немаат ни лични документи ни справи ни за децата, ниту пак за себе како личности. А исто така сакав да се надоврзам. Сега, како што знаеме, доаѓа зимскиот период, нели времето е студено и сега. Дали општината има некои мерки да ги преземе барем сега привремено во зимскиот период да се сместат бездомните лица, додека нели да се најде некое решение за подолг временски рок? Значи, за сместувањето на бездомниците е во надлежност, ви кажам, на Министерството за труд и социјална политика. Ние ни смешно има обезбедено во Чичево село, во Сарај и во секој време ние ги патуваме таму, кога ќе дојде, ако нема кај да живеат. Имаме отворено народна кујна, така наречена, во киното Мажери 2, за сите бездомни лица и луѓе кои што немаат никаков оброк. Тоа го работиме заедно со Црвениот крст и со невладините организации и општина, го ја поддржаваме ние заедно со Министерството, значи обезбедуваме оброци за луѓето кои што немаат таа можност, би рекол, за секојдневно хранење. Значи, храната е обезбедена, смештајот е во Чичино село и никогаш не сме го оставили на улицата. Да, Нито јас тој им го нуди. јас Тоа бидејќи не. сум во Триангулен, тоа е точно. Да. Работи кујната во Мажери работи. Многу добро работи и оде дури луѓе од други населени места не. Значи, тука влија многу е битно тој социјалниот ризик на таа категорија на луѓе да биде запазена за да може тоа бар основниот дел да го имат за јадење. Едноставно да не гледате по контейнерите или пак уште покритично е да бидат насилни, напаѓаат, крадат и така или се борат за парче лев. Тоа е многу страшна помисла и гледка која некои ќе види. Значи, во тој дел сме, да речем, сме го решили помали проблем. Исто така, пред новогодишните празници на таквите фамилии, каде што таргетирали се минимум на паричен износ кој што ги добиваат по секаков основ или немаат можности за некакви поголеми работи да си дозволат, најчесто ги донираме. Дел од облека, храна, хигиенски средства и така натаму. Значи, дел се од компаниите кои што гравитираат во општина Газимево, дел се од наши средства, дел се од пријатели кои што сакаат да помогнат и сепак ќе го потребам повторно тој регистарот кој што не води досега на таквите категории на фамилии и на луѓе и ми излагаме во пресата. Заедно, тоа не е обврска, едноставно за да можеме да затвориме една уста, би рекол, со еден оброк, да се згрижиме за некој детенце ако нема или фамилија основни хигиенски средства околу делот за прашаци, делот на сапунчиња, четки за заби, збориме за основни минимални потребни работи кои што би требало секој од нас да ги има. Имате ли други предлози, прашања, коментари? Имаме прашање во врска со отпадоците кои се наоѓаат во околината каде што живееме. Ние имаме предлог да се направи акција каде што граѓаните ќе помогнат да се собере тој отпадок и со помош на комуналното предпријатие да се селектира отпадокот
и дали би можеле вие некако да не поддржите? Селекцијата на отпадот почнува од сопствениот дом. Сите фамилии и дечиња кои што се воспитани во овој дом ќе размислуваат уште од дома да го селектираат на начин кој што е потребен. Тие што не научи да го селектираат, најчесто го злоупотребуваат. Го фрлаат надвор од нивниот дом само да не биде во нивната кујна или нивниот двор. Тоа не е решение. Работењето на свеста и подигувањето на свеста ни е основна работа која што ни престои кај повозрастната категорија. Ја не се сомнувам во вас и во вашите добри намери, зашто сите податоци до сега истражување покажуваат дека со најмладите имаме најдобри резултати. И ова што го постулувате како ваш конкретни предлог, го правите сосема. Гледате дека во училиштните дворови поставивме и поставуваме и ќе поставуваме понатаму посебни канти за селектиран отпад, пластика, хартија, тврст, кабас отпад и така натаму. Но тоа го употребувате вие. Надвор од истата, за автокоманд да ќе кажеме, имаме регистрирано само во последните 20 дена злоупотреба на повеќе луѓе кои што има подземни контейнери и тие собираат по добри, да речем, 5 тона отпад. Не го фрлаат во кантите, него до самото место каде што е предвиден контейнер. Ги фаќаме и ги казнуваме што тој само треба да отвори капакот и да го пушти внатре. Не е тоа нешто посебно до таа ситуација или уште полоша ситуација. Од зграда, од тераса директно кесето и директно пред контейнер или до останата работа. Тоа не е цивилизацијски и не е тоа возможно да можете на секого. И затоа апелираме, алудираме дека свеста и дури обрнувањето на вниманието кај другите цивилизирани народи во Европа. Значи, обврска е, јас ако го видам комшијата, пријател да му кажам дека тоа што го прави е нечовечки, нехумано. Зашто таа е нашата општина, место, улица и така натаму заеднички. И тоа не е добро. Значи, не можете во Германија да видите или во Шведска дека некој случајно ќе фрли кеса. Ама должност е на граѓанинот него да го опомене и да викне институција која што е надлежна за таква и така работа. Јас согласувам. Прво би почнеме од ова, а се друго го прифаќам. И имам уште еден предлог. Ова година ќе почнеме со железара, како населба со јавното комунално предпријатие на град Скопје, каде што имаме таму комбиниран дел. Зградите, да видите појасна сликата, имаат големи контейнери, а домаќинствата и куќите имаат само по една канта за ѓубре. Таму дополнително за зградите ќе направиме уште по 4-5 големи контейнери за различен вид и тип на отпадоци за сите станари кои што живеат во зградите. А на домаќинствата ќе им донираме уште по една канта за да го селектираат отпад уште од дома и специјални возила би го земале. Повторно ќе биде прашањето на испитот на зрелоста на фамилијата, луѓето и така натаму од општината, каде што селектирањето на отпадот ќе завршува во нивниот двор и од тука и ќе се транспортира. Ние не можеме да имаме 100 депонии во Скопје, една дризла. Се друго е дива или е злоупотребена од повеќе институции во дело, дали е тоа Селисија, Градежен шут, дали е тоа некакви други непотребни работи како што се реновирање на куќи. Забележате пред општина Газивела, имате овде флагрантен пример. Денес луѓето што си реновирале во непосредна близина во Чај или на 500 метри во Газивела, наместо да го фрлат на соодветно место, тоа не може ниту во контейнер се, од спални соби имате до кујни. Едноставно тоа што им е непотребно. Предлогот е наш. Да има одредено место и локација, каде што граѓани кабелстиот отпад ќе може да го соберат во текот на еден ден во неделата. Јавното комунално предпријатие ќе помине ќе го собере. За тоа ни треба известување, добра волја и навик. Може да кажам да се надоврзам за тоа што навистина, тоа што кажавте, вистина ќе испадне дека ве поддржувам, меѓутоа вистина е. Јас живеам до зградата кај што имаме подземни контейнери на Триангла и таму имаше еден комшија што се потрудил што велите прозорец да си го фрли кесето, меѓутоа му се закачил на дрвото. А се трудеше после да го симне дрвото, а навистина отпадот го оставаат околу. Како се чувствувате вие полаго? Нешто морам да кажам, оставија исто во нашата населба имаше за селектирање на отпад од пакомак. И тие беа запалени. Само да ве прашам, извините, дали се чувствувате попријатно со прашање од учениците и децата, оди се сега улога на советници, ја земаат законодавната власт
И како што гледате, ви поставуваат конкретни прашања или со вашите советници во општината? Затоа што ученициве имаат намера да ве потсетат за се што сте ветиле да го реализирате и да направиме уште една посета во наредната година, за да видиме до каде сме со одговорите и барањата наши упатени од нивна страна. Така се надевам дека денеска ви благодарам на сите ваши прашања, сугестии, констатации и предлози од една страна. Од друга страна, среќен сум што имаме таква младина или такви ученици кои што размислуваат креативно за својата општина. И не само градоначалници, советници, претпоставам дека од вас, не само овде што сте присутни во училишто Стив Наумов и другите, ќе бидат наследници на сегашните советници кои што исто така заедно со мене се трудиме да максимално направиме тоа што е во наша можност, надлежност и моќ финансиска. Нормално секој пат и тоа прашање е битно. И искам да бидам да ви кажам горсум затоа што полека го имам чувството, кој што никој пат не грешам, дека преска го употребив со повратната генерација, секој пат имаме најдобра искуствена работа, зашто работиме во делот Драган само во еден сегмент, ова што вие го практикувате како работодници. И другите проекти кои што ги работиме, гледам дека има голем ефект кај младата популација која што е на возраст. Значи од 5-6 години во детски градини големите групи, па се до 9 одделение во основните училишта и средните прва, втора до трета. Четврта веќе зависи кој како ги контролира, веќе се тие веќе созреваат и тешко може да се сконтролират или тешко може да се влие на нив. Се што ќе се прави во овој дел кој што навистина ми дава оптимизам дека сме направен пат каде што можеме да ги поправиме грешките, да влијаеме на непосредно околина, да влијаеме на постарите, да ја подигнеме свеста, да користиме повеќе алтернативни социјални мрежи за подигањето на свеста, не само за хигиената, зборевме за кочињето милници, зборевме за контрола и така натаму, и мене ќе биде напомош вашите паметни телефони и сугестии, наместо сегашните 27 советника, да има уште добри 2700 богазивам, кои што секој од својот аспект ќе ми помогне мене, на службите, ама ќе си помогне и сам на себе, за да се почувствува дека направил нешто добро, влие и се гледа дека неговиот труд потрошен на било која проблематика дава ефекти. И тоа ќе ми биде драго да го направи. Ви благодарам за приемот. Записничарите уредно ќе си водат записник, ќе го документираат, ќе го поставиме тоа и ќе ве подсетиме за она што го имате ветено и ќе ве подсетиме секако да го реализирате што поскоро. Деца, имате нешто за на крај да додадете? Ученици? Јас имам, бидејќи колешките од одделенска настава ме замолија за да го прашам градоначалникот. И јас морам да го прашам тоа. Господин градоначалник, кај нас во училиштето, во делот на игралиштата, знаете дека имаме дуќанчиња, има борџевници, има мејана, и сега од тој дел не ни е забран од училиштето и имаме посетители од таа страна, непристојни секогаш. И ние сме загрижени за нашите мали ученици, обично тука доаѓаат дечни прво до пето одделение и ги изнесуваме по попладневните часови, после 12. И барем еден тоалет да имаат пристојни, или не знам нешто тоа да се попоменат. Бидејќи знаете Ја сватив пораката. Да. Значи, ние прво ќе го заградиме едната работа, а второ доќанчињата и сите останати работи мора да имаат тоалети, да се разбереме. И ако нема, ние имаме подвижни тоалети кои што ги поставаме на последно двојкеве, во паркот имаме, на другите места најавните површини и ова е добро. Работа ќе го припатам во непосредна близина некаде во тој дел таму ќе мора да има тоалет, мора да се постави, затоа што изолошките проблеми дечиња да се тука со сите останати работи и тоа мора да го решиме. Исто преку јавното комунално предпријатие, ова ќе го забележам и јас ќе дадам налог веќе. Пошто имаме овој ден, во недела ни е денот на општината, 3 ноември, и ова го чувствувам како празничен пакет од ваша страна, вашето денешно присуство овде и вашите предлоги идеи кои што ги имате од вашите умови, а моја ќе биде врската не до година, многу скоро, ако сакате и напред, да направиме пресек помеѓу ветеното, она што сте го размислувале, тоа што денес се го разговаравме, дали сме реализирале, докаде сме стигнали и каде понатаму би оделе заеднички во делот на сите проблеми кои што ви засегат. И уште нешто. Да, не. Значи тоа не е нешто страшно.
луѓето што седат од комуналното предпријатие тука кај нас, нели, во училиштето имате на просторија, од време на време да го прочистуваат малку и нашиот двор, затоа што навистина Тоа е во врска. Не треба да ги замам, ќе ми кажа, тоа е во врска. Навистина треба да дојдете да видите дека не е во ред. И тоа е мојот поздрав од колешките, затоа што веруваат во вас и нели? Обврска има каде што живеат, каде што работат, каде што седат, тоа може и треба да го чистат како што се Ами вие треба да помогнете да ги пробате Ете, покрај ученичкото учество и наставничкото учество дојде. така. А и ова за отпадокот, за отпадоците, навистина ние треба да се грижиме и вие, нели, ние како наставници да зборуваме на вас, вие како ученици тоа да го правите. А дека господин градоначалник ставал секогаш канти кај нас и тоа дури нели на почеток на учебната година, а после 2-3 дена ги снемувало, тоа е вистина. И тоа е жално за нас како народ, како граѓани на оваа општина, навистина не знам што да кажам, имаше канти на секој 2 метра во нашето училиште. Прашање само каде се. Благодарам многу за приемот. Благодарам, Драган, благодарам лично.